Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме на нашето место и денеска сакаме да ве поздравиме токму од овде, од нашата кујна, од нашето студио и да ви посакаме убави попладневни часови, а пак оние кои што не гледаат можеби во репризните изданија наутро, да им посакаме успешен ден каде и да се наоѓаат. Се надевам дека и денеска во ова наше издание, на ова наша музичко-кулинарско шоу ќе бидете изненадени, затоа што овој гостин специјално си го барав да ни дојде и да подготвува, бидејќи знае на вистина многу да готви, а за песната немам зборови. Самите ќе дознаете и сите оние кои што ќе го препознаете, се разбира, знаете за какво лице се работи, со посебен кадифен глас кој што допира до секое срце. Па денеска ќе ве поздравиме сите вас, ширум светот, сите оние кои што не гледате и надвор од нашата Македонија, а да ве поздравиме и оние кои што сте нашите редовни гледачи, но и оние кои што можеби за прв пат се дојдени еве во Македонија и ја следат токму овде нашата емисија. Да си ги поздравам и нашите фоторепортери од своите домови кои што испраќаат на вистина убави фотографии, ги сликаат од своите ТВ приемници и на вистина им благодарам. Една работа која што на вистина е тешка, да се извади убава фотографија во секој сегмент, на вистина е за пофалба. Поздрав до сите вас. Си ги поздравувам и мојот тим, се разбира тимот на оваа емисија кој што е на вистина супер и заедно тимот кој победува не се менува, затоа си ги бакнувам моите драги колеги. Сега реков кој ќе ни готви заедно денеска и кој ќе ни пее. Кажав дека има многу кадифен глас, дека прекрасно пее, дека кога тој пее на вистина луѓето велат морници им иде по телото. Уживанци е да се слуша еден таков феноменален глас. Инаку ни доаѓа од групата Огнени момчиња и веќе знаете кој? Горан Стоилков. Добро ми дојде. Добар ден Ајдов. Здраво. Навистина ми е мило што еве после долго време да се видиме на пење и готвење. Доста време помени и многу ми е мило што ме поканивте во вашата емисија и задоволство ќе ми биде да готвам. Повели од оваа страна, Горан. Јас и ти сме долгогодишни пријатели, многу почетоци сте имале заедно со мене, сме правеле многу забави. Да. Пред доста многу години. 26-7 години наназад. Најмалку, така. Сме правеле многу убави забави кои што и денеска луѓето ги паметат, велат Огнените момчиња, Дракче, гостите, феноменални дружења и навистина убаво. Да, па се трудиме да бидеме секогаш нели позитивни за нашата публика, за нашите гледачи, да дадеме се од себе, тоа што го умееме да го работиме. Сме станале како соларни ламби, се полниме со енергија за да зрачиме, нели? Да така. Таква ни е работата. Горан, морам да им кажам на гледачите дека беше многу интересно кога те барав и за гостување ти ми кажа дека се добро знаеш да готвиш, ама најдобро е јагнешки бут. Да. Ама немаме време. Кратко ни е времето. Кратко ни е времето. Да се крчка на тренане 3-4 сата најмалку. Знаеш да се топи во уст. Да се топи во уст. Сега ќе ми ги додадеш на место јагнешкиот бут ракчињата во замена за да ги ставиме во топлата вода. Морам да кажам дека овој специјалитет е така од твоја глава. Така од моја глава. Па затоа ми рече Дракче да му ставиме ли име на мојата измишлотина. Да, нема име се уште. Па така, еве, таман си дојде во емисијата. Чест ќе ми биде ти крстиш јадењето. Па ќе бидат ракчињата на Горан што ги собравме. По Вардар. Добро, ова овде ќе ни се крчка помалку, а јас пред да почнеш да го сецкаш кромидот, за да не плачеме двајцата, ќе почнеш да пееш. Барам веднаш песна, за да ни отпееш и да ни почне емисијата со убаво и весело. Ајде, колеги. Едве чекам. Да.
Горан, ти честитам, ова личи на тебе. Прекрасна песна, Благодарам. убав Благодарам. текст, убава музика, убаво ја имаш отпеано. Од каде никне оваа песна толку убава? Свадбарска. Ние си појдовме со тебе по невеста вака, играјки, нели? Па добро, стара песна е. 2014 е снимана. Доста години. Па не веќе. сме ја слушнале вака. Да, па знаеш, моите песни јас слабост ги промовирам. Така. Така да и за тоа не се толку. Затоа ти викам, слушани. ајде доаѓај да готвиме да се слушна твоите песни, твоето грло. Благодарам, благодарам. Сега кромидот. Јас Да, овие ќе ги да. цедам, готови се. Па да, ако се готви Обарени може. се, така Може да, кромичето ќе да ги го изцедиме. средиме. Но, како те Пола. терам? Ајде, гора не пеј, сега немој да плачеш. Белким нема да лути толку. Така. Еве, на пола го исецкав, го сековме. Сега на кришки вака. Ќе го исецкаме. Како мали шпагетички да дојде така нешто. Како, браво. Нешто ново, како си викаш ти, нешто по твое. Да. Па така, да ти кажам, по дома, дај да видам што има у фрижидер. Ова извади, она извади. Од се по нешто. И викам на сопругата, викам, јас ќе правам нешто по мое. Леле, вика, пак ли некој измислиотина твоја? Ама после сите јадат како Ама беше. после ми Прсти бара лижат. пак да правам. И Браво. затоа... Добро. А одамна не сум го правил, ти кажам, иначе и кинеско јадење доста добро правам, да се пофалам. Браво, дете, браво. Браво. Македонче со кинески манири. Знаата многу сака, ама она сака јас само што правам, не јаде така. На Мите невестата? Да. А Мите го чекаме тука да ни готви тој. Нека заврши песните и го чекаме. Ќе дојде. Го чекаме нашето дете. Браво, Горан. Беше Лиде тука, нашата драга знам, Лидија ја гледав таа Спасовска, емисија, и исто. кажа дека се врати со огнените момчиња и мене некако заеднички ми идете на вистина у пакет и на вистина сте супер. Значи, Па после долга пауза, повторно заедно и Да. нешто ново на сцена. Па да. Сега за сега нешто кавери снимавме и во план сме нешто наше авторско да направиме. Па и треба. Да, Треба. редно е, пошто па и долги години соработуваме, иако бевме одделени некое време, ама сепак соработката остана меѓу нас, така да сега пак се И другарството, се пријателството. Да. Кромидот Ова можеме да го може. додадеме. Јас планирав до. А прво печурките сакаше? Мисле, пошто они вода Ајде, ми пуштат, ајде да ги само да ги ставиме. кромичето во нешто да го ставиме. Сега, Еве тоа можеме стаклено ова сакче. стаклениот сад. Ајде. Извини малку. Рецептот е твој, ќе ми кажуваш, Да. за да што После се ти е ќе го- потребно. Оно треба посебно да се Пржат? пржат, да, пошто Да дадам друго тавче или Па, можеме? може, Еве, да. затоа си подготвив уште едно тавче. Можеме заедно. пошто печурките, овие шампиньоните ќе пуштат Добро. вода и да не се Одлично. малку така Ќе професионално ги работа. работиме и двете тави заеднички, а гледам зачистуваш, да не те караат во кујната. Професионална мана, да. Добро. Одлично. Сакам да ми е чисто. Еве така. Еве Сега овде ќе го шампиньон. додадам кромидот, Да. а тука печурките. Да. Добро. Одлично. Браво. И шампиньоните Ми ги се љути, сецкаме така. ми се љути другарот мој. Не му одговарала едното тавче. Добро. Така велам јас мојот другар Шпорет. Повторно се љути нешто. Ох, леле. Не му одговараат сите тавчиња. Индукцијски рингли. Опа. Па нема место изгледа затоа. Затоа си кажува, вика, Добро, драче, не форсирај. Добро, ќе го запржиме кромичето, па после шампиньоните таму, не е Добро. проблем. Ќе го тргнеме Добро. на страна. Добро. Ајде, за да не ни прави музика Да. плюс. Не друго се нервира. По некој пат е добар. Ги прифаќа, али може би помалите. Добро, ќе се снајдеме. Секако. Не е проблем. Не, ма јас можам и вака, во самото тенџерче.
Тој ли со мене ки игра играчки другар ми е. А ја сега вака ќе му направам и можам овде да ги правам шампиньоните. Ете така. Сосема малку. И ќе си ја тераме работата. Да. Епа, Горан, јас Работата чекам се тече. ножот да се тргне на страна за да можеш да пееш. А ако не ти пречи, можеш и вака. Не ми смета. Добро. Јас и дома така и си работам. И си пееш. И си пеам. Така, Да. добро. Нема проблем за тоа. Ајде. Уловен шампиньон. Како топче. Да ми ја таа додаде, ќе ја поместим. Што ни се стркала. Јас ќе правам чај, а колегите ќе ни пуштат музика. Може Ајде. да уживаме. Dignete čaši, moji drugari. Dajte mi vino, luta rakija i jedna pesna za merakija. Takav život odgod živea i tako kje si ostana. Me ani vino momi ljubavi, to je život za meraci. Zapejte na ej svirači, dignete čaši, moji drugari. Me ani vino momi ljubavi, to je život za meraci. Zapejte na ej svirači, dignete čaši, moji drugari. Браво. Браво, браво, браво. Ова е мераклиска песна. И така се вика Мераклија. Така се вика Мераклија. За Меракли. Да. Добро. Добро ли или треба да зголемам? Добро, полека може малку подобро да... Ова е таму за кромидот ќе го намалиме малку. Добро. А Ова може да малку, се зголеми. Пошто Добро. вода ќе пушти. Ќе пуштат да се убаво испарат. Кажи ми, Макдоносот ќе го сецкаш, ли е потребно даската или да повлечеме? Да. Добро, Исецкам. ајде. Како прашувам, морам да прашувам. За на крај не треба многу. Добро. Така од згоре како декорација нешто. Горан, кога ќе се сетам на времињата наназад, колку правевме вака емисии во живо. Дури до после полнот.
и цели емис вечери се по снимаш. цели вечери. Да. Може да Ама- си порачуваат ама без поздрави ме- и честитки за нашите слушатели. Ама бевме јаки куми, да Много, ти кажам. много. Имавме, нели, помлади, Па и моето повеќе. Галеб радио секаде се слушаше. Ја морам да кажам дека бев пресрекна. да, Беше се толку убаво. прекрасни емисии. Прекрасни емисии И за многу луѓето со љубов. ми е драго што имаш оваква емисија. да. Да, прекрасно. И песна, и готвење, и Благодарение на тимот кој што заеднички тука работиме, но и се согласи. Поздрав и се до разбира. Да, и врвот За на прекрасните- телевизијата одлучивме да биде оваа емисија ваква и ете брзо допре до гледачите сакана емисија. да, да. Ги подкреваме со песна. Инако да ти кажам, на Лидија и се јавив одма, Аха. патувавме негде Така. и ја гледав емисијата. Она знам дека Направи многу убава пита. Да, по тие работи, дека такви работи прави. Ама рецептот ми го нема дадено. Јас ќе ти го пратам ако го нема пратено, но тука се изеде до ронка се и беше Не. навистина супер. Она прати, ама сумлива работа, не ми е се испратено. Не, ти, е баш како- нешто, некој зачин има заборавено, за да не Не. го превземеш горе на рецептот. Овие веќе почна, кажи ми каде ги додаваш ракчињата, кај кромидот или кај Прво, шампиньоните ќе ги ставиме само да умекнат. Уште малку? Добро. Да. Кромичето убаво се крчка. тоа е веќе за гледам веќе омекнато, за руменето. Добро. Само водата да Уште малку водата, добро. ќе испари. И потоа ги додаваш заедно Да, и заедно. и ракчињата заедно, се комплет. Ќе ставиме солче, ова што Морам да треба. ги ставам напред да не ги заборавиме, да не биде рецептот со кромет и печурки. Јас и ти пееме, играме, да не ги заборавиме, па печурки, се извинувам, ракчињата. Па може ракчињата кај кромедот да Така? се стават без проблем, Ајде. да. Може. Да не Зашто? биде рецептот без ракчиња, ги спомнуваме. Може да се стават тука, Добро. полека и Добро. они. Дека ги цедев таму да не бидат Да. исцедени, да не ги заборавиме. Може Кога и прави они се кога се прави муабет, нели? Добро, еве вака, одлично. Браво. Така. И значи се спремате за нови кавери, нови песни, ново нешто. Да, Огнени момчиња разгоруваат огнот. Морам да биде спомнам супер. дека имаме и нови членови во групата. Ке дојдем Мите со вас? Малку да отпее некоја песна? Не, добро, Мите. Повели? Благодарам. Мите Си тера своја страна. Си тера своја страна, Така. така да ние како Како бенд си соло тераме. пеач. Да. Добро. Како што рековме, Лидија е сега член на бендот. Земавме гитара, Браво. Елдин Мусеиновски и нов саксофонист имаме од Кочани, Елсан се вика. Сега, извини колега, презимето се уште не му го знам. Во ред, но Ама тој името знае го кој е знам, во да. огнените момчиња. Да. Добро. Така да Одлично, има ете, некои новитети. Добро. Некои измени, ама нели за убаво, За што се убаво. вика, за подобро да звучи. И така. Одлично. Па не, па и треба некој пат освежување, нели? Треба и освежување. Да, така испадна, се случија некои неубави работи. Животот Носи се. е таков, да. И ама добро, фала на Господ. Не е време и место да споруваме Добро за е тоа. да да течат убавите моменти. Да. Лошите да останат позади нас. Ете така да ги кажеме. Бараме трета песна, другари, да се крчкаат ракчињата. Ајде, песна бараме. Ајде.
пак ме стега. Допирот твој од мене бега, мој неспокој. Тажна е ноќта што се губи и срцето мое што те љуби. Ангел мој, во животот без тебе нема место ни за мене. Плачи сега срце мое, изгуби се што е твое. Во животот без тебе нема место ни за мене. Плачи сега срце мое, изгуби се што е твое. Празно е се во мојта душа и плачот мој што не се слуша. Мој неспокој, дари ми усни, подај рака, срцето мое знајте сака. Ангел мој, во животот без тебе нема место ни за мене. Плачи сега срце мое, изгуби се што е твое. Во животот без тебе нема место ни за мене. Плачи сега срце мое, изгуби се што е твое. Изгуби се што е твое. Браво, браво. Горан, ова ме подсетува на едни дамнешни времења кога гледавме турски филмови, ама на CD-ња, на касети, и кога ги пееја во турските филмови тажни такви песни, па тоа твојата е баш идеја за таков филм. Баш убава песна. Прекрасна песна. И убав И текст. таа ми е стара песна, само сега е обработена во нов аранжман. Да му се заблагодарам на колегата Инан од група Титаник. Така. Тој го правеше аранжманот. Фала многу. Звучи прекрасно. Прекрасно. Да. Даде се од себе. Да. Баш како за филм ти кажав јас. Баш како што треба. Да. Ја морам, Драгче, да ги Сега- ставам овие. Доматното пире, добро. Извини. Ајде. Рецептот да не се греши, како рековме. Да. Мора да видиме што се е потребно. Вака, па ќе видиме Добро. уште колку ќе му треба. Мора едно. Еве, гледаш убаво. Еве, со ова можеш. Може и со ова. Можеш и со ова. Тоа томатен сос, ова е кетчап. Ајде така. Да го згуснеме малку. Да. Добро, одлично. Може ова да... Браво, Горан. Така. Ова сега треба да се крчка, така, нели? Уште малку Уште да се изврие. малку, да. Добро. Да. Се изврие, може да му додадеме Сега зачините. зачините. Добро. Че Бараме зачини. Еве со златна лажичка и за тебе. Така, добро. леле, шо убаво. Убаво мириса, вака верувам дека и вкусот е преубав. Ова ти испробан рецепт. Многу леп барава.
Многу лепара. А нутриционистите велат никако лепа, ние викаме ајде ќе мижиме денеска, така ли? Биберче. Добро, бибер. Така, што рековме друго? Оригано. Малку оригано. Да. Од другата страна. Ете така, тегличката. За вкус и мирис. Да. Добро, одлично. Одлично, браво, мајсторе. Добро. Што друго да оставиме? Па можеш малку и сув зачин да му додадеш заради вкусот. Еве го сув зачин така. Ајде сув зачин малку. Па они морските плодови не сакаат многу зачини, но Не, ама... ајде ние по македонски начин. Да, јас ги обожавам. Добро, убаво Колку изгледа. повеќе зачини, толку... Поголем вкус. Да. Добро, одлично. Тоа му е... Тоа ни е се. Јас овде веќе ќе го исклучам. Прокршка малку. Малку да биде исклучено, затоа што веќе си крчка. На крај ова ќе оставиме, кога ќе Повели, сервираме. додај ми ги овие што не ти требаат. Ете така. За да ги Повели. повлечам и да си подготвиме нашата чинија за сервирање. Одлично. Колеги, јас го барам рецептот на денот за да видиме се што нам ни е потребно за денешниот рецепт. Ајде да видиме што се нам ни е потребно. Ракчиња. Едно пакување ракчиња, 100 грама шампиньони, 100 мл доматен сос, 2 главици кромит, половина китка магданос, масло, сол, бибер и други зачини по избор. Додадовме се што мислевме дека може да се додаде, но и самото доматно пире си добива и посебен вкус и Да, убавиот кромит кој што ти така убаво го среди Горане. Ки си крчка тоа уште една минутка, Толку за му да треба. ти ни отпееш уште една песна, а потоа да го Па сервираме. таман ќе се биде со песната и она Така ќе биде готово, нели? Ајде, одиме со песна и да го завршуваме и денешното издание на емисијата. Да паните. Да. Шлифеле ботовде што го имам јас, мачни се дните долги што поминуваат, копнеш по домот кај што сум се родил јас, тешка е мојта тага како планина. Тешка е мојта тага како планина. Уста да си тугино, биди клета судбино. Ти што ме раздели од роден крај. Уста да си тугино, биди клета судбино. Многу долги ноќи имам непреспиени, во мисли ми се враќаат стари спомени, желба имам
sudbino, ti što me razdeli od roden kraj. Pustan dan si tugino, bidi kleta sudbino, ti što me razdeli od roden kraj. Pustan dan si tugino, bidi kleta sudbino, ti što me razdeli od roden kraj. Браво, мајсторе! Точно на време, и сервирано, и испеано, и наместено. Горан, ова беше прекрасна емисија. Ти благодарам за убавиот рецепт, за убавата енергија, за убавите песни кои што ги сподели со мене и со нашите гледачи. И благодарам и на вас уште еднаш за поканата. Многу ми е драго што сум овде денеска со вас. И... Со мене. Нема вас. Јас и ти сме другари со години. По пат кога доаѓав, мислев да кажам да не те персирам, ама ајде, викам, не треба, не е потребно. емисија. Е така. И голема чест ми беше, еве, што можев, нели, нешто јас да сготвам. Дел од твоите специјалитети. Да. Следниот пат ќе го правиме оној кој ќе имаме подолго време. Другиот рецепт Само за печење, така кратко ќе го оставиме, да го затоплиме и готово. Така. Драги мои, тука сме на самиот крај од денешното наше другарување. Се надевам дека ви бевме интересни и дека ви сте задоволни од ова наше другарување и рецептот кој што можете да си го направите. Еве сакам, се гледаме.